Со предзнакот строго доверливо Катица Јанева се спаси. Јавноста да не дознае што Советот за јавни обвинители напишал во предлогот за разрешување на шефицата на СЈО. Од кабинетот на спикерот Талат Џафери за Алфа потврдија дека документот веќе бил испратен до матичната комисија за избори и именувања. Сега председателот на комисијата Илија Димовски ќе треба да ја закаже седницата, која дефинитивно ќе биде зад затворени врати. Извештајот до парламентот стигнал со предзнак строго доверливо. Класифицирана информација. Оти во него се содржани и делови од исказите на сведоците, но и исказите на обвинетите. Сега ќе треба да се утврди колку од пратениците во комисијата имаат безбедносни сертификати, бидејќи само на тој начин може да присуствуваат на седницата. Тоа може да одземе дополнително време, бидејќи безбедносните протоколи имаат одреден временски период, но и секој не може да добие безбедносен сертификат, без разлика дали ужива имунитет на пратеник. Откако ќе заврши комисиската расправа, извештајот ќе биде доставен до сите пратеници, што повторно отвора дилема. Каков предзнак ќе има документот, односно дали е класифициран или строго доверлив. Досега не се случило собраниска седница да биде затворена за јавноста. За разрешување на Јанева во парламентот потребно е двотретинско мнозинство и бадинтер. Потоа собранието ќе треба да му предложи на Советот за јавни обвинители да ја разреши шефицата на специјалното јавно обвинителство. Советот на јавни обвинители во четвртокот едногласно одлучи да започне постапка за разрешување на Јанева. За сега е неизвестно дали ова ќе значи и крај за мандатите на останатите обвинители во специјалното обвинителство. Според законот за СЈО, мандатот на обвинителите не смее да биде подолг од мандатот на специјалната обвинителка. Од друга страна пак, назначувањето на ВД обвинител без да се разреши Јанева е спротивно на законот за СЈО.